Секогаш е убаво човек да дојде во градот под Пелистер, кој е посаден по многу нешта. Во оваа прилика за нас е значајно дека Битола е важен македонски ракометен центар. Играј Пелистер и победи, со тебе се верни шембали, храбро бори се за титула, со тебе е цела Битола. Особено во 90-тите години, кога и официјално се формирала домашната Суперлига. Ракометниот клуб Пелистер бележал големи успеси, освоил бројни титули и заработил огромен респект на домашната спортска сцена. Од купот на националните клуб победници полуфинале. Тренер на екипата Зоран Зечевич. Број 1 Евген Стефановски. Број 12 Петковски. Број 2 Димитровски. По долгиот период на затишје и дистанца од посериозни успеси и титула, потпишувањето на така наречената платформа за ракометна Битола и официјализирањето на клубот Еурофарм Пелистер донесоа нова искра, но и реални услови за враќање на некогашниот ракометен сјај во градот. Сезонава, под водство на хрватскиот стратег Желјко Бабич, актуелниот вице-шампион бележи успешни настапи пред се на домашната сцена. Битолчани на стартот од годинава го освоија Суперкупот по пауза од неверојатни 16 години. Му пружаат сериозен отпор на актуелниот шампион и најголем ривал Вардар во борбата за титула. Освен тоа, и ракометна Европа сведочи дека оваа екипа има сериозно високи цели по успешните настапи во Европската лига, каде што на последните 5 надпревари Еурофарм Пелистер не претрпе ниту еден пораз. А пред крајот на полусезоната и празничната пауза, време е за дерби. Поздравувам овој пат од широк сокак во Битола, каде што зимно време, како што гледате вообичаено, знае да биде многу студено. Меѓутоа има една многу важна работа која тука знае да создаде пеколна атмосфера, а тоа се надпреварите кои ги игра ракометниот клуб Еурофарм Пелистер. Во очи на дербито против скопскиот црвено-црв клуб Вардар, овој пат дознаваме каква е атмосферата, колку битолчани си го сакаат својот клуб и како играчите и предводникот се подготвуваат за оваа срета. Ајде да ги прашаме. Дали гледате ракомет? Не. Не? Oh no. Дали следите ракомет? Да, следиме. Следите? За кого навивате? За клуб Еурофарм Пелистер. Јас помислев за Вардар навивате, не може. Сигурно не. Добро, одите по некој пат да гледате надпревари во живо? Да, сигурно. Знаете во среда против кого ќе играте? Се знае, против вечниот ривал, Вардар. Кој ќе победи? Мислам, не треба да се постави прашање, да се знае. Пелистер. Навивам од дома. Од дома? Да. Е, добро, во среда играат Еурофарм Вардар. Пелистер Вардар. Кој ќе победи? За кој викате, ајде. Битолчани за кој? Па јас Скопјанка сум, ја мислам Бидете Вардар. здрава и жива, Пелистер ќе победи. Пелистер ќе победи. Да, со промениве се со настаните во Вардар, с тренеру го сменија, ова, она, Пелистер ќе победи. Како тебе мил за мене нигде не најдов. Bitola je rukometni grad i mi smo možda sad u zadnje vrijeme još više to potakli sa našim dobrim igrama i naravno da se stvara polako jedno drugo ozračje, ali uopće ne sumnjam i potvrđujem to, Bitola je rukometni grad i ljudi tu jako vole rukomet. Ja sam došao tu jer sam tokom razgovora i gledajući utakmice Eurofarma sam shvatio da tu ima puno prostora koji mi, odnosno ja kao trener, mogu iskoristiti da možda jednoga dana stvarno ostvarimo taj jedan od naših ciljeva, jer nije samo jedan cilj u našem klubu. По подолго време битолската капитенска лента ја носи странец. Тој е средниот бек во зелено-белите редови и репрезентативец на Босна и Херцеговина. Повикот од страна Желјко Бабич е главната причина поради која Јосип Перич стана важен дел од екипата, а сега и го предводи својот тим на теренот. На десната бековска позиција пак е играчот Мартин Велковски. Pa ja sam malo svježiji ovdje od Martina. Za mene odlično iskustvo, novo iskustvo, pogotovo ove godine kada nam se i napokon ova publika vratila, totalno novi doživljaj u odnosu na prošlu godinu.
Pa dobro, ja sam podolgo tuka, ova mi je već je 3. godina, no mislim дека ova godina je najdobro da se nosi dresot, бидејќи гледавме во некоја серија, имаме успешни резултати и одма е подруга и атмосферата и низ град и сегде. Апсолутно е важна поддршката од јавноста, мислењето на јавноста, на вашите навивачи кои што ви се верни. Па, како вие кога и ќе се среднете со нив, кога ќе се судите со нив, сакаат да коментираат за ракомет, да ве прашуваат за надпреварите, за резултатите? Pa sigurno. Svakodnevno može čovjek dobiti poneki savjet i razmijeniti par riječi sa eto, našim sugrađanima. Zanima ih jako, to je vidljivo pogotovo u zadnje vrijeme. Mislim da je jako velika euforija u gradu i na neki način to je simpatično. Си сакаат да си кажат луѓето, но некогаш може би се во право, некогаш и ќе се замислиш стварно што кажале, ќе се потрудиш и да го поправиш тоа. Сепак овој град долго време живее, да речеме, за ракомет. Дали гледате ракомет? Ракомет гледам, да. Навивате? Да. За кого? Да, за Еврофарм Пелистер. За Еврофарм. Знаете во среда со кого ќе игра Еврофарм Пелистер? Со Вардар дерби да не играат. Дерби. Имате некоја прогноза како ќе биде резултатот? Тешка утакмица, но јас се надевам и навивам за Еврофарм Пелистер како битолчанец. За кого навиваш? За Пелистер нормално. Во среда против кого играте? Против Вардар на 2 фронта. На фронта исход? Да. Па исход, ракометот мислам дека ќе добиеме, а фудбалот мислам нерешено ќе биде. Кој ви е најак играч моментот во Еврофарм Пелистер? Во Еврофарм Пелистер ми е Мараш. За кого навивате? За Пелистер Еврофарм се знае. Во среда кој ќе победи? Пелистер. Колку е, дајте некоја прогноза резултат? 33-37 за Пелистер. Ајде да видиме. Подобро да победи. Подобро да победи во секој случај. Сега си го сакам ракомет кога играат нашите екипи надвор во Европа, си навијам и за Вардар. Секој случај. Ама чисто локал патриота за Пелистер. Дали гледате ракомет? Јас? Да, следите ли ракомет? Да, следам. За кого навивате? Јас, тоа не ви кажам. Добро. Сакам да кажам нешто апропо ова, не ви кажувам за кого навивам. Значи, Игор Поповски на фан страницата на Еврофарм Пелистер пишал вака: имав среќа, купив 2 карти, вакви надпревари да можеме на стадион да ги играме ко германците и за таму нема да не бери. Како се постигнува баланс во екипата? Флуид кој ќе донесе успеси и победи. Дали строгиот режим и силен авторитет се единствените методи на патот кон освојување на титули? Pa lesno nije sigurno. Danas vjerujem da ništa nije lesno, jer su takva vremena, brza su, puno stvari nam je nametnuto i sigurno da mi koji radimo sa ljudima, bilo koja profesija, da smo u određenom hendikepu i da moramo naći, odnosno tražiti načine kako da što bolje vodimo, u mom slučaju, igrače. Dakle, da oni imaju fokus, da imaju angažman, da imaju potrebnu motivaciju, da su ponizni, skromni, da su spremni da slušaju, da teško rade. Pa ja mislim da ja nisam strog trener, ali imamo naša pravila. I ta pravila generalno nisu za javnost. Igrači znaju da ta pravila koje sam ja kao trener postavio ovdje, da generalno nije dobro da preskaču ili idu preko njih. A dobro vodstvo generalno ne smatra se zadovoljavanjem igrača, da igrači budu zadovoljni, nego da budete uspješni. Za uspješnost su potrebna pravila. Jako zanimljiva ličnost, tako bih rekao. Mislim da je to dobar opis. Ето, он знае да биде некогаш и темпераментен, знае да биде и смирен. Значи, секој случај, мислам дека е добро погоден за оваа екипа и дека неговиот карактер е погоден за оваа екипа и дека се гледа тоа по резултатите. Kao i u životu, svaki trener je drugačiji, svaki otac je drugačiji, svaki profesor je drugačiji. Bilo koja profesija, svaki ima svoj način izražavanja i djelovanja. Dakle, sigurno da kad vi udarite svoje dijete, kad nešto napravi loše, da vas on taj trenutak ne voli. Međutim, tokom vremena on shvati u principu da ste mu puno pomogli. Ja uopće ne razmišljam, dakle, da li me igrač voli ili ne voli.
Ja razmišljam samo da ja donesem ispravnu odluku u tom trenutku. Sigurno da ima igrača koji su nezadovoljni, koji manje igraju, koji smatraju da treba igrati više ili da trener Babić nije dobar trener, da se ne odnosi dobro. Oni imaju na to pravo i to postoji sigurno. Da li trener treba biti strog ili ne strog, mislim da je ključno da proces funkcionira. Како изгледаат подготовки за дерби? Дали е тие денови понапорно, построго, се менува ли атмосферата или е како и на секој друг натпревар кој што ве чека? Naše pripreme za utakmicu su, ja bih rekao, iste kao i za sve ove evropske utakmice do sada. Analiziramo, gledamo jako puno video, taktički se pokušavamo spremiti što bolje jer je Vardar i dalje prvak ove države i vrhunska ekipa naravno. Mislim da se ništa specijalno ne mijenja u odnosu na druge ekipe, pogotovo na evropske ekipe. Dajemo svakome važnost i respekt, ali mi radimo naš posao i držimo se toga. Evo, jutro krene sa jednim ranim dizanjem od 6 sati, pošto se djeca ustaju u 6. Tako da bude zanimljivo kroz cijeli dan, ali ima stvarno vremena za odmor, imam te neke rituale ujutro, da se doručkuje, popije kafa, malo bude se obitelji, poslije sa ekipom se ode na kavu. Popriča se malo i popodne se odmara, spava i dolazi se na trening. A sad, kažem, pred utakmice sigurno je više odmora treba, više mira i od djece, tako i od svega koncentracija, tako da to sve imam i stvarno je to lijepo. Ja sam prezadovoljen, jaz isto kako da mu smo roditelj na dецата, толку се задоволни и јас ги служам и тие ми помагат што треба и за клубот и за самата атмосфера, а јас ги поттикнувам како искусен, како поранешен ракометар и прифаќаат и имаат голема желба на утакмиците за успех. Кој играч или играчи на Вардар најчесто ви создаваат најголеми проблеми? Па сега се знае долго време таму Столе Стоилов, капитен, лидер на таа екипа. Он секогаш кога ќе дојде дербито во прашање, секогаш игра доста подобро, значително подобро него на други надпревари. Ja osobno mislim da prvenstvo neće završiti sa utakmicom je li pobjedio Aerofarm ili Vardar, jer postoji play-off i postoji još puno utakmica da se igra. I iskustvo nas uči i povijest da se prvenstva dobivaju ili izgube u zadnjem ili predzadnjem kolu. I tako će biti i ovdje. Dakle, imamo sve što sport sadrži, što sadrži jedan klub. Dakle, i probleme i dobre osobine. Dakle, ono što je meni bitno kao treneru je da oni te vrijednosti koje mi imamo u našem klubu, a dvije od vrijednosti koje su povezane sa ovom utakmicom je disciplina, dakle i angažman, u tome nas protivnik ne smije pobijediti. Душата на дербито во голема мера се навивачите. Битолчани овој пат за рекордно кратко време ги набавија своите билети, а природно, чкембарите се оние кои без дилема ја имаат главната улога на трибините во спортската сала Боро Чурлевски. Зелените освојувачи или пеколните момци, како што на нивните транспаренти пишувало, за прв пат организирано се појавиле на битолските трибини во 1986 година. Pa nema neke treme, nego jednostavno to je jedan motiv više. Kad oni dođu na tribinu, jednostavno osjećaš da imamo stvarno igrača više, što se kaže, sa njima i
lakše je igrat sigurno. Nego bez njih, ovo kad doba korone bilo je stvarno katastrofa, prazne tribine. Како изгледа после победа во сооблекувална? Какво има музика? Има, редовно има музика. Дека интернационална е некако екипова, што пуштате? Pa mislim internacionalna, svi smo mi naši. Svi smo naši, nema baš, dobro imamo jednog Mađara i Kubanca, jesam još izostavio nekog. Pa mislim ne. Ali... Nadvor od Balkan mislim da svi smo mi sa Balkana i svi se razumijemo, tako da muzika obavezno, tu i tamo popije se po jedno pivo i to je to. Празничниот период кој следува е еден од најубавите во годината. За спортистите тоа се ретки моменти поминати дома со најблиските, денови за одмор и полнење на батериите со доволно сила и мотивација за следните предизвици. А со новата година доаѓаат и новите желби кои чекаат да бидат исполнети. Ja nemam puno uživanja, moram biti iskren tu. Ja sam radoholičar, radim puno i imam doma 3 djece. Meni je obitelj generalno isto toliko važna kao i rukomet, kao i posao. Dakle, imat ću, točno znam, 4 dana slobodno, to je između odnosno prije Božića i poslije Božića jer su blagdani, ostalo sve radim i ta 4 dana ću generalno biti sa svojoj obitelji i ta 4 dana neću raditi, to znam, to sam već u svom schedule napisao. Најголеми желби за следна година? Титула, нормално. Што ако победите против Вардар, знам ќе бидете среќни, ама што ако изгубите против Вардар? Ќе си одите тажни на пауза? Pa ićemo tužni, ali pak ide dalje, nije ništa gotovo još, tako da ovo je sport i sve u sportu moguće, pa ćemo vidjeti šta dalje, priprema se i to je to. Ajde, sa sreća i hvala ti. Ćao! Исто како да не сте дошле во Битола, ако не седнете на широк сокак да се напиете некоја кафе или во оваа ситуација јас ќе пијам чај. Решивме да ве посетиме заради тоа што дознавме дека всушност сте гостопримливи за спортисти, по конкретно ракометари. Имате ракометна треска, значи ли дека сите тука сакате спорт, следите спорт? Точно така. Ракометари до Еврофарм Пелистра се наши чести гости. Исто можам да кажам дека како втор дом му е на некој од нив. Например? Например, на Елмир Граđan, Стипе Мандалинич можам да го спомнам и останатите. Граđan живее тука најблиску, така ми рече? Да, прв комшија може да се каже. Значи, тој е најчесто овде, така? Да, 90% од денот. И благодарение на тоа се случи всушност оваа интересна шолјичка. Има една супер приказна. Кажи ми како дојде до моментот баш во вашиот локал да има шолја со неговиот лик? Па тргнувајќи од тоа дека многу често е во локалот и дека веќе го рачунаме како домашен, тој самиот кажува дека повеќе од нас е тука. Има неколку креативни девојчиња од Битола кои што изработуваат шолји. Има изработено во смисла со добри вибрации за нашиот локал, па така настана идејата и за шолја за граđan, која имаме ние како чест наш гостин и како многу ценет гостин наш во локалот.